Денеска истекува законскиот рок до кој целосниот текст на предлог буџетот за догодина треба да се достави до законодавниот дом. Владата вчера ја усвои финалната верзија на документот која се разликува од првично планираното. По бурните реакции во јавноста, некои министри побарале повеќе пари, но освен за борба против загадувањето, засега нема детали дали и за нешто друго попуштила владата. Најреволтирани се синдикатите и покрај најавите за зголемување на платите, премиерот ги предупреди дека пораст ќе има само ако Европа и даде зелено светло на администрацијата во следниот извештај. Синдикатите бараат поголем раст на платите. Велат, дури 70% од службениците земаат помалку пари од просекот во државава. Значи ли дека јас како председател на синдикатот ќе морам да подпишем колективен договор во кој ќе биде предвидено 5%? Дали имаме ние простор за нашите аргументи ако сметаме дека нешто треба да се зголеми повеќе? Високото образование и наука никаде не е споменато во овој предлог буџет за зголемување на плати. Тоа е со К15 во јавните предпријатија, во јавниот сектор. Бизнисот пак остро реагираше на прогресивното оданочување, зголемувањето на придонесите, 50% пораст на данокот за капитални добивки, кирии, добивки од игри на среќа и слично. Категорично тврдат дека по долга политичка криза сега не е време да се удри врз стопанството, бараат даночната реформа да се одложи за 5 години. Анкетиравме 546 компании и тие јасно кажаа дека се против прогресивното оданочување. Ќе има целокупен поголем збир на собрани средства по тема данок од плати од ИКТ индустрија, ако ги намалат, а не ако ги зголемат. Стопанствениците се децидни дека следната година владата треба да се потруди целосно да ги реализира капиталните инвестиции во вредност од 418 милиони евра, а не да ги крати со ребаланс за да пумпа пари во пензискиот фонд. Поради бројните промени кај приходната и расходната страна и бурните реакции на јавноста, се очекува жестока дебата за буџетот во собранието во наредните неколку недели.